Во текот на изминатиот викенд се регистрирани вкупно 3 нови случаи на COVID-19 на територијата на градот Велес. Исто така, изминатите 2 дена бележат и 5 оздравени пациенти во нашиот град, но ситуацијата на ниво на целата држава повторно руши црни ковид сценарија. Само на 20 јуни се регистрирани 185 нови случаи, додека пак на 21 јуни 101 нов случај на COVID-19. Во текот на изминатиот викенд се регистрирани 16 починати лица. Најголемиот број на ново заболени се од градот Скопје. Поради оваа причина, министерот за здравство доктор Венко Филипче денеска ги повика на состанок сите градоначалници на скопските општини. Во организација на мотоклубот Мото Велес, а со поддршка од Мотоциклистичката федерација на Македонија како и општина Велес, на 21 јуни беше организирана првата трка од државниот ендуро шампионат за 2020 година. Годинишниот шампионат во оваа возбудлива мотодисциплина се одржа на веќе познатата локација на Велешкото езеро Младост, но поради актуелната ситуација со пандемијата COVID-19, трката се одржа без присуство на публика, при тоа следејќи ги препораките, насоките и протоколите од Агенцијата за млади и спорт предвидени за организирање надпревари во индивидуален спорт. Според надпреварувачите, 50 на број кои доаѓаат од повеќе градови во државата, патеката во Велес е најдобрата патека за организирање ендуро надпревари. Тие ја поминаа патеката во 4 кругови, по 25 километри со еден ендуро тест во секој круг, каде што се мери времето, а се надпреваруваа во класите E1, E2, E3 и Велес Offroad за возачи аматери без лиценци. Вчера 21 јуни, кабловските оператори во Македонија во 18 часот одржаа едночасовен протест со исклучување на сите македонски и странски телевизии, како реакција на уредбите на владата кои се однесуваат на регистрација на странски канали. Операторите се жалат дека се приморани на ова како последна опомена поради наметнатите нови правила кои како што велат се неприменливи.